слушаме. Здраво, здраво, здраво на сите и на моje огромно задоволство добре дојдовте во уште едно издание на квизот Листа за 300, кој што може да го гледате само на Сител телевизија. Ако го следевте минатото издание на нашиот квиз, веќе ги знаете домакините, но тоа не значи дека не треба да ги повикам и да ги представам. Како и секогаш, така и денеска ќе започнеме со запознавање на нашите надпреварувачи, а секако тоа го правиме од домакините, односно од победниците на нашето минато издание. Да ги поздравиме Мајк и Филип. Повелете. Мајк и Филип, добре дојдовте по трет пат во Листа за 300. Минатиот пат многу ми е криво, не успеавме да освоиме парична награда, супер тргнавме, но ете еден мал кикс и тоа е тоа. Но мене она што ме е важно е дека повторно се гледаме тука, обезбедивте учество за денешното издание на квизот, но знаете што значи тоа, нови противници, нови теми, ново малтретирање за вас. Играње. Играње, така е, тоа сакам да го слушам дека не е ова малтретирање, дека е играње, дојдени сме пред се да забавуваме, да тестираме знаење и плюс ако освоиме и парична награда. Да не сакате да додадете нешто? Па, тоа би било, спремни сме да играме. Тоа би било тоа. Јас во твое име ќе поздравам сопругата и двете деца. Не го научивме да се уште. За на крај, со парите кажи ќе мафтам на крај, не вака, со празни раце да поздравувам. Па добро. Ако сме подготвени, да не ви одзимам повеќе време, повторно во улога на домакини, што значи домакинската кабина е ваша, повелете. А секако тука во нашето студио се и нивните противници. Денеска во улога на предизвикувачи Игор и Владимир, повелете. По подолго време повторно ме гледа. Многу ми е мило. Па живи ли, здрави ли сте? Да. Ме загриживте сериозно. Не, тука сме. Колку време помина од последен пат во Листа за 300? Заедно прв пат кога бе, прв пат настапим по 3 години. Пред 3 години, така. Да, после знам, ама пред 3 години беше ова дуо и тандем. Дуо, тандем, да. Да. Па мило ме за повторно ме гледа после 3 години. Чива беше иницијативата да дојдете? Моја, супер. Да се сретнеме и пасо. Одма си прифати, така тоа нема што да. Нема проблем, секој време. Да, во секој време. Супер. Минатиот пат колку пари успеавте да освоите? Тогаш бе едни други времиња, ако не се лажам. За 300.000 денари. Да, така беше. Тогаш беше главната премија 300.000 денари, но и темите беа многу потешки, да. Него сега што се. Стигнавме до 50.000 денари. Така. Можевме да стигнеме и до 100.000 денари многу лесно. Само 3 одговори неделя. Само 3 знамиња требаше да кажеме Канада, Турција и Полска и ќе освоевме 100.000, ама тремата го напресваме. Да. Се откажавме во последен момент. Штета. Да. Ајде, денеска ќе имаме, можеби не се 300.000 денари, но и 300 евра не се за занемарување. Но сега имаме едно друго правило, што го немавме тогаш, значи победникот тогаш едноставно си одеа дома и тоа го чека следното издание, мислам кој ќе им се падне да играат. Сега победниците имаат право на 5 учества. Едно по друго, нормално треба да остваруваат победи за да останат, што значи можеме да стигнеме повторно до некоја убава сума, што искрено ви го посакувам. Фала многу. Сакате нешто да додадете? Ајде им се представиме малце на гледачите, чисто да ги освежиме. Информативно, да. Да, чисто Јас информативно. сум Игор од Велес, вработам во Ванхово, Скопје, фабриката за автобуси. Поздрав за сите што ме знаат и што ќе ме дознаат. И што ќе ме дознаат, сега кажи. Поздрав до моите домашни и така. Сите што ме познаваат. Голем поздрав и од мене до сите кои што ти ги поздрави. Владимир. Накратко се представам, дипломиран правник и дипломиран бизнес менеджер Владимир Бубевски од Скопје центар. Вработен во Министерството за внатрешни работи, веќе 17-та година, како инспектор. Со бенефициран стаж или Со не? бенефициран стаж, да. Ке части за пензија, кај да гледам. Точно, да. Може и пред време. Може и пред време. Да, моментално работам во одделението за криминалистички работи Чаир. Ова прилика користам да ги Што поѓа тоа секакви криминали, деликти и така? Да, ама претежно за имоти деликти. Абе, знаеш ли некој кражби, разбойништво. Зашто ме наместивте вака, бе, бро? Ја не знам. Ги поздравувам сите колешки и колеги. И ја ги поздравувам. Од Евара Окара Чаир, а воедно ги поздравувам моите дома. Сопругата Дона. Ти поздравувај! И децата. Јас отидам, бро. Кажи ја да беше Марцето колесто да си отидеш, ќе те најдем и таму. Баш ми е мило. Напорно ли е на работа? Па напорно има денови кога
по цел ден, по цели ноќи се работи додека Си бил некојаш некоја лоша ситуација која што така ти останала као травматично некој искуство, не треба да откриваме, мислам да, што. не можеме го дали да откриваме, меѓутоа да. имало такви ситуации каде што во моментот не помислуваме на ризикот и на ризикот по нашиот живот, туку после неколку денови ќе пушти адреналинот, да. си велиме сами себе што можеше да се случи. Што учев тоа би за се ова? случило, али Како дојдов до тука учев за друго. И тоа е интересни ситуации, не само во градска урбана средина, туку и во рурална средина, во шумските предели на Скопска Црна Гора, значи има опасни и ризични ситуации со Гледнеш на разбойниците. добрата страна која живееш во Македонија и работиш во МВР, секогаш ќе имаш работа. Точно. Секогаш има. Нема одмор, нема слободни денови. Па тоа да беше приватен бизнис, знаеш што пари ќе направи, ама ништо, тоа е тоа. Да не ви одзема повеќе време, да не ве деконцентрирам, ќе си седнеме него на друго место, ќе си правиме убави вакви муабети. Може во канцеларија кај нас во Карачајер повели на разговор. Зашто ме вака? Ќе се напиеме. Па нема потреба. Не знам како да кажам. Да не ги држиме домаќините. Се ги заборавивме. Игор Владимир, со среќа почнувате како предизвикувачи, повелете во предизвикувачката кабина. А јас си одам дома. Мајки Филип, односно Игор и Владимир, влегува во нивните надпреварувачки кабини и сега останува на мене само да проверам дали функционираат онака како што треба, за да си продолжиме без никакви проблеми. За таа цел ќе ве замолам прво да исклучиме кабината на домакините. Игор и Владимир, дали се слушаме? Да. Одлично. Окей. Ако имаме некаков проблем, ќе ми кажете, ако нешто не е јасно, ќе ме прашате. Со среќа во продолжение, сега ќе исклучиме и вашата кабина, да провериме кабината на Мајки Филип, дали се слушаме? Да. Одлично. Може да започнеме? Може. Супер. Драги гледачи, со зелено светло добиено од домакините, започнуваме со листа за 300. Како и секогаш, така и денеска започнуваме со првото надавање, односно првата лицитација. Темата за истата гласи: машки и женски имиња, во кои два пати се содржи буквата И. Бараме машки и женски имиња во кои два пати се содржи буквата И и кои ги има во именикот на Државниот завод за статистика на Македонија, без обзир дали се македонски, албански, турски, ромски, српски и друго. За да бидат признати во именикот на Државниот завод, името треба да го имаат најмалку 5 наши жители. Тоа што заборив да ви напоменам е дека двете букви И може да се наоѓаат било каде во името, не мора да се на почеток, на крај, една до друга, било каде. Само битно е да ја има два пати. Мајки Филип, дали не е јасна темата? Да, едно прашање само. Повели? Минимум 2 пати, ако има 3 пати, 4 пати, може така ли? Да. Само момент, еве да прочитаме во кои два пати се содржи, да. Може. Значи барем 2 пати Да, има. барем значи два може и пати, да. Малце лошо сум, така. Со најмалку 3 букви или? И не е битно дали има други самогласки, таква работа, да. Тоа не се замарете. Битно е да има најмалку два пати буквата И. Може би така требаше да го прочитам. Машки и женски имиња во кои најмалку два пати се содржи буквата И. Сега сме појасно. Да. Дали ви е јасно? Да. Супер. Знаете, драги гледачи, дека при првата лицитација први со надавање започнувате ковните предизвикувачи. Денеска таа улога им припадна на Игор и Владимир. Затоа ќе ве замолам да исклучиме кабината на домакините, а Игор и Владимир, кога ќе имате понуда, споделете ја со нас. 10. 10. Започнуваме со 10. 12. 12. 12. 13. 13. 14. 14. 15. 15. 16. 16. 17. 17. 18. 18. Да. 18. 19. 19. Колку? 19. 27. 20. 21. И 2. 22. 23. 23. И 4. Едно повеќе, 24. 25. 25. И 6. 26. 27. 27.
Едно плюс. 1 плюс 28. 30. 30. И едно. 31. 31 кажа? Да. 32. 32. 33. Едно повеќе 33. 34. 34. Да одговарат? Нека одговарат, нека повел. По ред, ајде да видиме, немаме малце надавано 34 празни полиња, што значи мајки Филип треба да ни кажа 34 машки или женски имиња во кои најмалку 2 пати се содржи буквата И. И како Искра мајка ми. Голем поздрав. Ај од Кога колега. ќе бидете подготвени, повелете. Филип. Филип. Грешен одговор. Замисли. Така е точен одговор. Кирил. Кирил. Така е. Викторија. Викторија. Илина. 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 Поздрав до братучетка Милина. И мојата братчетка Илина. И твоја Поздрав за неа, братчетка. да. Иста братучетка да нема. Ајде. Ирина. 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 Така е. Ивица. Ивица. Како беше? Го битола на димакот, го викале Ќошо. Ќошо. За се викал Ивица. Илија. Илија. Така е. Илијана. Илијана. Така е. Димитар. 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 Така е. Христина. Христина. Така е. Кристина. Кристина. Така е. Христијан. Христијан. Така е. Кристијан. Кристијан. И Кристијан точен одговор. Вики. Вики. Така е. Фитим. Фитим. Да. Има повеќе од 600 фитим во Македонија. Точен одговор. Димитрија. Димитрија. Да. Така е, точно на пола. Уствари не сме уште точно на пола, извини. Синиша. Синиша. Ете, со Синиша сега сме точно на половина. Николина. Николина. Така е. Никита. Никита. Така е. Мики. 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 Искрено очекував дека ги има, дека е многу почесто ова име, ама очигледно како надимак, зашто Мики има само 46 Јас знам во неколку Македонија. само. Да. Значи, ти го држиш поголемиот дел на Микиевци, затоа си сигурен. Така е, точен одговор, Мики. Михаил. 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 Така е. Емилија. Емилија. Така е. Да. Иринеј. Иринеј.
Иринеј 75 по Македонија, што значи точен одговор. Милица. Милица. Така е. Уште 10. Добро, има време. Емилијан. 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 Не знам ни како те ги... Емилијан. Емилијан 75 во Македонија, точен одговор. Мартинијан. 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 Мартинијан, што мислиш колку има? 6. 7. Близко сте, 11. Тука негде. Точен одговор, по секој случај. Николија. Николија. Николија 27 точен одговор. Мислете, момци, дека уште малце ќе треба да почнам да бројам. Димитра. Димитра. Како рековме? Димитра. Димитра, што мислиш колку има? 10. 14. Овој пат имаме повеќе од 70. Точен одговор. 28. Уште 6. Филипа. Филипа. Филипа 21 во Македонија, повторно точен одговор, ама се мали бројчиња. Бидете внимателни. Индира. Извини? Индира. Индира. Па да се поздравиме Индира Кастратовиќ во оваа прилика, моја добра пријателка. Така е, точен одговор, уште 4. Ајде, Илијан. 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 Модерно име, преку 150 во Македонија, точен одговор. Климентина. Климентина. Климентина, точен одговор. Ајде уште 2 секунди. Бидете внимателни, имате на располагање уште некаде 2 минути да одговориме. После тоа морам да почнам да бројам веќе. Зијадин. Зијадин. Така е, точен одговор. Последниот? Илинка. Илинка. Почнаме со политичари, да ги... Вика, се завршиме со политичарите. Сега ги не се расипе компјутерот, ке видиш. Одново. Ке ни ги снема тие 300 евро. Да, ќе ги снимате 300. Пази што кажеш, да. Илинка. Само 1324. Точен одговор за Мајги Филип, 34-ти. Со што и првиот поен одика и нив двајцата. Буквално, со свирежот на судијата ке рече, требаше да почнам кај да бројам, ме опомена, ми кажа од оваму викаат Марче, кога ќе помине сега минута да почнеш да броиш и точно со оваквото завршивте. Секоја чест,
Малце потешко ни одеше оваа Се тема, него помачевме. очекував, да, малце полесно дека ќе ви оди, добро тргна така брзо и после тоа што е разбирливо, нели? Се речат имињата и тоа е тоа. Да не ви одземам повеќе внимание, не се опуштете, имам уште една лицитација да не направиме белја. Игор и Владимир, ништо не е готово, тоа ви е добро познато. Марчева беше 99 плюс друга, не 90 плюс 99. Како? Не сум ја тој што одлучува, Ја не, има се да, шалам, се друг шалам, тип што е задолжен за тоа. Јасно. Во секој случај продолжуваме понатаму со другата лицитација, ќе имаме шанса за поправен ја. Искрено се надевам дека на пенали ќе играме, тоа е ми е омилената категорија. Знам дека на нас преварувачите не имаме. Што да правиме? Вака, имиња, мачки и женски имиња во кои најмалку 2 пати се содржи буквата И, тука ги имаме Василија, Вивиен, Викторија, Димитрула, Емилија и, добро, Живкица, Живадинка, Миомирка, Мими, Никица, Николија, добро кажавме, Оливија, Силвија, Симонида, Филимена, Христина, па ги имаме Василије, Витомир, Властимир, Градимир, Емилијан, добро, Желимир, Живадин, Звонимир, Никица, Никодин, Микица и така натаму. Не можам да одам, кажавме доста имиња. А сега, драги гледачи, е време за второто надавање, односно втората лицитација. Темата за истата гласи. Кошаркарски репрезентации подобро рангирани од нас. Бараме имиња на кошаркарски репрезентации кои на светската ранг листа на најдобри селекции од целиот свет се подобро рангирани од нашата репрезентација. Ке ви дадам инфо и за тоа, ние моментално сме рангирани на 58-то место. Што значи имаме 57 екипи. Мајки Филип, дали не е јасна темата? Одлично. Игор и Владимир, дали не е јасна темата? Да. Супер. Знаете дека при второто надавање први започнуваат оние кои што имаат резултатска негатива по првата одиграна игра. Во таква ситуација моментално за жал се наоѓаат Игор и Владимир. Ќе ве замолам да исклучиме кабината на Мајки Филип, а Игор и Владимир, кога ќе имаме понуда да чуеме? 15. Започнуваме со 15. 16, Едно повеќе 16, 17. 17, 18, 18, 19. 19, 20, 20, 1. 21, 22. 22. И 3. Едно повеќе 23, 24. 24, 25. 25, 26. 26, 27. 27, Колку кажа? 27. 28, Едно повеќе 28, 30. 30, 31, 31, И 2. 32, 34, 34, И 5. едно повеќе 35, 36, ајде. 36, И 1 плюс. 37. Нека нека одговара. одговарат. Да одговарат. Ајде да видиме дали сега Игор и Владимир ќе успеат да го изедначат резултатот и да одиме на пенали на моје огромно задоволство. Игор и Владимир, 37 празни места кои што треба да ги исполниме со репрезентации кои што се подобро рангирани од нашата репрезентација на онаа светска ранг листа на најдобри кошаркарски репрезентации. Кога ќе бидете подготвени, Може. слободно започнете. Србија. Србија. Така е. УСА. Соединените американски Да, држави. да, Соединетите американски држави. Не сме до толку, сега да се фаќаме. Да. Бразил. Бразил. Така е. Германија. Германија. Шпанија. Така е. Шпанија. Латвија. Точно. Латвија. Точен одговор. Литванија. Литванија. Точно. Грузија.
Точен одговор. Грција, Грција. Точно. Италија, Италија. Така е. Велика Британија, Велика Британија. Точен одговор. Бугарија, Извини. Бугарија, Бугарија. Така е. Руската федерација. Чекај секунда. Чекам, толку е. секунда. Добро. Русија не игра Како не игра? човек, Светско санкции има. Ама Руската федерација светско првенство, каква санкција? А ти разбереш ли, човек? За која година се рачунава? Последната Посте, година? не За размислувањето. Не ја кажуваме, пошто имаат санкции, не играат никаде, они си играат меѓу себе, нивна лига си имаат, така да нема врска. Нов Зеланд, Нов Зеланд. Така е. Австралија, Австралија. Така е. брегот на слоновата коска, Брегот на слоновата коска. Точно. Нигерија, Нигерија. Ова испаѓа сите се пред нас. Нигерија. Кога стигна Велика Британија кошарка да ни продаде со вчера не знае да тапкаат, ама ајде. Белгија, Белгија. Така е. Франција, добро. Франција, Франција. Така е. Чешка, Чешка. Така е. Финска, Финска. Така е. Аргентина, кажа ли Не, ние? не е Аргентина. Мислам дека не ја кажавме. Само да проверам еве уште еднаш. Не е кажана, не. Идеме со Аргентина. Точен одговор. Кина, Кина. Така е. Ги кажавме Летонија и Латвија, така? Да. А дали, кога кажеме Литванија се сопаја... Кажана е, Литванија, Литванија, не, кажана. Литванија кажеме. Летонија и Латвија ги кажеме. Литванија, кажа ли ние, Марче? Сега ќе проверам. Естонија ја кажавме, а Литванија не. Не. И Литванија и Летонија кажани. Кажани се добро. Да. Естонија, Естонија. Естонија не е колку што се сеќавам јас. Така е, Естонија е точен одговор. Црна Гора, Црна Гора. Така е. Хрватска, Хрватска. Така и Хрватска. Словенија. Словенија. Од комшиите сите се пред нас. И од бивши TXU. па скоро. Да, точен одговор. Уште 11 имаме. Словачка, Словачка. не е готово бидно. Шо бе? Мислам дека Словачка е. Што не е болje од нас? А, Има некои послаби од нас, а?
Да, за жал во оваа ситуација Словачка кој што се на 60-то место. 2 места сме пред нив. Добро, тоа е тоа. Многу ми е криво. Сериозно, така убаво се залетавме, стигнавме до 27, викам, претрчавме, ќе имаме време за пенали, на рад пеналите без да ги брзам, ќе ги истераме, па после кој победи, многу ми е криво. Игор и Владимир, немојте да ми чекате уште 4 години за да дојдете пак во листа за 300, сериозно. Да. Знам дека ова не е реалното знаење, ова не е реалната Јасно. слика за она, кој што е мал кикс беше ова и одма ти стана јасно, но за жал веќе го испроцесуиравме одговорот и не можеме да го повлечеме, Јасно, тоа беше јасно, проблема. јасно. Иначе, кога сте слушав како кажа, толку ми беше криво и на цела режија, на целиот тим позади и сите се разлачана. Джаве. Нема проблем. Исто како што за Русија вика браво за размислувањето сите, затоа што убаво размислувавте и убава дебата си направивте меѓу себе. Службите се известени за твојата регистарска таблица за возилото. Абе, ви реков- казната више ти реков да пише да истигната. Значи ви реков После емисија на можеш да си ја 57 платиш. Словачка. Во рок од 8 дена 50%. Кој не можеш да ја платиш. Се смеам сега. Нареден пат со плачење доаѓам таа, абе. Знаете кога викаше Владимир, мислев дека се за ону ствари озбилен да ти бил. Игор и Владимир, секогаш ведри, секогаш расположени, секогаш ми е супер кога сте ми тука во студиото. Јасно. Пак ќе ве замолам да не чекате 4 години да ми дојдете во оваа двојка за да го покажеме вистинското ваше знаење. Денеска среќата не ви беше насмеана. И тоа е што е да, не во друга прилика, во брза прилика повторно ве чекам, затоа што треба што побрзо да го поправиме овој резултат. Чести задоволство како и секојаш. Фала ви. Но за жал морам да ви кажам довидување до следното гледање. Мајки Филип се покажа стратегијата како добитна, како победничка. Ете, направија малки супер тргна, ја реков готово бев убеден дека на пенали ќе играме, но ете киксна пред самиот крај, вие се знаевте, а? Или се надевавте уствари? Не можеме, зезната тема е. Да. Се надевавме, ама... Да, и добре, ете, излезе по ваше на крај. Значи, повторно Мајки Филип ќе ми се придружа тука на главната сцена и повторно ќе имаат шанса да освојат парична награда. До сега успеа во првото нивно учество да освојат 300 евра, потоа киксна и денес ќе ви имаат шанса за поправен. Затоа, да не должам повеќе, да ги прочитам оние кошаркарски дел од оние кошаркарски репрезентации кои што се подобро рангирани од нашата. Ги кажавме најдобрите, тоа се Соединетите Американски држави, Шпанија, Германија, Србија, Австралија, Летонија, Канада, Аргентина, Франција, Литванија, потоа ги имаме Ди Ангола, Босна и Херцеговина, Грција, Данска ги кажавме, Израел, Иран, Исланд, Јапонија, Нов Зеланд, Полска, Порторико, Португалија, Турција, Украина, Унгарија, Финска, Шведска и така натаму. И Јужен Судан, исто така, морам да кажам. Мислам, молим ти се, растуривме. А сега, драги гледачи, време е да ги повикам Мајки Филип да ми се придружа тука на главната сцена и да ги соочиме со денешната тема од нашата листа. Што ќе направат, ќе дознаеме во продолжение. Затоа останете со нас, се враќаме веднаш по паузата. Мајки Филип повторно ми се придружија по трет пат тука на главната сцена, како што напоменав преска, во првото нивно учество од оваа серија, од овој блок учества, успеа да ми ја земат она максимална сума од 300 евра, потоа во минатото издание на нашиот квиз. За жал киксна и си замина дома без пари и денес ќе евеа шансата да го поправат се вкупниот впечаток, односно нивното финансиско конто. Од секој сум сакал вака да се изразувам затоа. Мајки Филип, дали сме спремни? Спремни. Знаете дека пред да ви ја соопштам темата, само на брзина да протрчаме низ нашата листа, чисто за подсетување, таа е составена од 15 празни полиња. За 3 точни ваши одговори ви следуваат 50 евра, за 6 точни одговори 100 евра, за 9 150, за 12 200 евра и за 15 точни одговори, како што реков си одите тука со 300 евра, добро познат сума за вас. Во првото издание мисламе подсетивте дека очигледно си патувате или не. Со вас ја немав таа тема. Не сме зборове до Со други натпред, извини, да. Патуваме доста. Сме имале шанса да патуваме низ животот. Повеќе пред да се родат децата, прашам вака, да. Да прашам вака, кој ви е умилен начин за патување? Дали воз, автобус, авион? Воз од Македонија нема многу опции. Да, кажи така да одма затворената опција. Така, да.
Така да. Омилен авион. Па Не, авион. барам сега. Ете супер, затоа пази да не кикснете на темата. Слушајте добри вие, драги гледачи, денеска го тестираме нашето знаење на тема имиња на аеродроми во Европа, добиени според некоја личност. Бараме имиња на интернационални аеродроми во европски држави кои носат име на некоја личност која оставила траг во историјата на нивниот град или држава. Името на градот не мора да го кажете. Не заборавајте дека ние имаме аеродроми. Да. Ке почнеме со тој. Да, се. Ама не со АЦ не више. Така. Со Свети Апостол Павле. Така е, Апостол Павле, аеродромот во Охрид. Скоп Интернешнл да се вика. Не, интернационален сме сега, не смеме ни име да си дадеме. Грешев да не вика да е лайк. Лага си идеме Така е точен одговор. Ататурк. Ататурк, Ататурк. стариот Истанбул, сега е само карго, ко карго ќе се користи авион. Така, Кемал Ататурк, Истанбул. Таму е Сабина Гюкше. Да. Така е точен одговор. А? Таа е прва турчинка што летава. Сабина Гюкше, исто Истанбул. Само момент. По авиатичарка. Ете, таман ќе научам и нешто ново и тоа е точен одговор за 50 евра. Искрено не знаев и многу ме интересира од каде информацијава стигнала до тебе. Браво. Мора да се Шетан спреме човек. за квизови. Да, браво. Никола Тесла. Сериозно. Да. Никола Тесла, Значи продолжуваме понатаму. Во ред Никола Тесла. Ференц Лист, поред. Ференц Лист е ваква на Никола Тесла Белград. Ајде, точен одговор, добре. Будимпешта, да. Ференц Лист, интернационал, тоа е во Будимпешта. Фредерик Шопен. Фере Хаджи беше порано, во неа. Да, Шопен беше у... Така е. Фредерик Шопен. Фредерик Шопен. Така, да, во Варшава. Аеродромот е наречен Фредерик Шопен и тоа е ваш шести точен одговор за да си освоите 100 евра. Браво. Внимателно во продолжение. Шарл де Гол. Значи, продолжуваме понатаму. Шарл де Гол, добро познатиот аеродром во Париз. Ајде, кажи ги тие два идеме. И така е седми точен одговор. Марко Поло. Марко Поло. Тоа е аеродромот во Венеција, за оние кои што не знаат или ги интересира. И е точен одговор. Леонардо да Винчи. Леонардо да Винчи. Станува во Италија. Леонардо да Винчи, Рим. Да. Така е. Во Москва може би да не ви текнува некој. Ами текнува во Москва, ама тие не се лик, колку што знам. Домодедово, Шереметиево, Внуково, сад не знаеме точно кој е на личност, кој не е на личност. Има еден аеродром во Москва. Не може се, да. Да не ви спинувам да нааму натаму, да не ве збунам, а ако дојде до тоа ќе ви објаснам. Ајде. Барем уште Италија има едно. многу по Италија знам дека има. Колумба мора да имаме, да? Или нема? Каков е Колумба? Да, гледате, имате 150, јас се занесов, 150 евра, заборави да ви честитам, да. го обезбедивме, сега видете, дали одиме понатаму или Еден не, знам дека може да ги сигурно. изгубиме, видете. Идеме сигурно. Не, еден знам сигурно, добро. викаме уште два да најдеме. Ајде, ајде, слободно. Шарлелоа се вика тоа мали. Не, овој чекам Амстердам, како си кажеш? Шипол, тоа по личност, Шипол. Бидете внимателни и одете на сигурно, да не направиме некоја грешка како минатиот пат. Да, не е тоа Гетфик, дали е вако. Па се откажи. Видиме што. Не знам сега да ми се ризикува, ако знаеш сигурно. Моje мислење, да, ако имате некој, окей, ама Мислиме држави да ги повртиме уште еднаш. да не се повтори мене ми е стрем киксот од минатиот пат, нели кога... Да, тоа да. Да, затоа. Ајде уште еднаш да ги поминиме само државиве и... Ајде, добро. Сега не ми текнуваат вака...
Мадрид, нешто Шпанија. Ми е фасцинантно Волку. Мадрид, не бе, Мадрид. Немаш, имам се тоа Мадрид. Ајде, чим не е точно да. Ке се откажа. Честитки 150 евра, не морате ке разочарано да викате се одгажуваме. Мислевме дека ќе одиме повеќе, ама Да, не доаѓаат. Одлично. За жал сега кога ќе ви ги прочитам, ќе ви се ќе речете па можеме по логика да одиме. Ќе ги погledаме. Тој оди по логика, ама јас викам Вака имаме. Честитки. Прво, аеродроми, имиња на аеродроми во Европа кои што се здобиени според некоја личност. Имаме Александар Пушкин Москва, Алексеј Леонов Москва, Америго Веспучи Фиренца, потоа Волфганг Амадеус Моцарт Салцбург, Вили Бранд Берлин, Галилео Галилеј Пиза, Гарсија Лорка Гранада, Мајка Тереза Тирана, Наполеон Бонапарта Ајачио, Николас Коперник Вроцлав, Сент Екзипери Лион, Фредерик Фелини Римини, Франц Лист Будимпешта, Фредерик Шопен, Џон Ленон Ливерпул, Џорџ Бест Белфаст, Џузепе Верди Парма и така натаму. Одлични бевте, момци, честитки уште една за освоените 150 евра. Сега се вкупната сума освоена во листа за 300 до сега изнесува 450 евра. Но имаме уште едно учество да се надеваме и на уште едно. После тоа да, доколку се надеваме, да. Така, сега да збориме теговно, нели? За да не Уште едно брзаме, да не сигурно, урочиме, да. Мене тоа што кажувам секогаш на мое огромно задоволство ќе се дружиме и во следното издание на нашиот квиз. Па честитки. Со ова, драги гледачи, го завршуваме денешното издание на квизот Листа за 300, кој што може да го гледате само на Сител телевизија секако во продолжение. Останете со програмата на телевизија Сител, уживајте и чекајте го следното издание на нашиот квиз. До тогаш, не заборавајте, ве сака Марки, ве сака телевизија Сител. Чао!